Стартуваме со најновото издание на Урбани вести. Сдруженијето Македонски национален комитет при Меѓународниот совет на музеите и Македонскиот национален комитет на Синиот штит денеска го одбележуваат 18 мај, Меѓународниот ден на музеите. Со оваа вест ги започнуваме вестите, во продолжение следуваат насловите за денеска. Во Скопје поставени туристички патуказни табли. Пролетен базар на домашни ракотворби на плоштадот Филип II. Матурантите танцуваа квадрил на плоштад Македонија. Спортски активности во градски парк за скопските пензионери. Саем за деца и родители во Скопје. Како дел од проектот поставување на туристички патуказни табли, град Скопје постави патуказни табли кои ќе им послужат на посетителите и на граѓаните, лесно да се ориентираат и да го посетат саканиот културно-историски објект или локалитет во централното градско подрачје. Со цел промоција на културно-историските објекти и за полесна ориентација на граѓаните и на туристите, градот Скопје постави 8 патуказни табли на 8 локации во центарот на градот. Како дел од проектот поставување на туристички патуказни табли, поставени се 8 столба со по 3 патуказни табли, кои ќе им послужат на посетителите и на граѓаните, лесно да се ориентираат и да го посетат саканиот културно-историски објект или локалитет во централното градско подрачје. Овие туристички табли се поставени на следните локации: плоштад Филип II, наспроти црквата Свети Димитрија, на плоштадот Филип II до Камениот мост, на плоштадот Македонија до Ристикивата палата, наспроти Порта Македонија, наспроти Собранието на Република Македонија, меѓу хотелот Holiday Inn и мостот, улица Македонија, кај пешачкиот рекорд, улица Македонија кај пешачкиот на улицата Даме Груев. Резултатите од анкетата за потребите, барањата и проблемите со кои се соочуваат жените на територија на општина Ѓорче Петров беа разгледани денеска на работилница во оваа општина. Најголем дел од над 70 предлози и барања доставени до општината се однесуваат на комуналната сфера, канализацијата, помош за ранливи категории на семејства, вработување, осветлување. Има и барање за отварање на градинки, детски паркови, игралишта, мини пазари и фонтани. Во општина Ѓорче Петров се одржа работилница во која беа разгледани резултатите од анкетата на жените од општина Ѓорче Петров, спроведена во месец април на трите локации кај Тинекс маркетот во Ѓорче Петров, во дворот на основното училиште Страшо Пинџур и Кики маркет во населбата Даме Груев. На секој од овие пунктови дел од жените пополнија анкетен лист, каде анонимно се изјаснија за нивните потреби, барања, како и за проблемите со кои се соочуваат. Собрани беа над 70 предлози и барања од сите локации кои беа доставени до општината, а голем дел од нив се однесуваа на комуналната сфера, канализацијата, помош за ранливите категории на семејства, вработување, осветлување. Имаше и такви барања, каде беа наведени отварање на градинки, детски паркови, игралишта, мини пазари, фонтани, а не беше изоставена ниту безбедноста во училиштата и зголемување на присуството на полиција во нив. Жените посебно го нагласија и проблемот со кучињата скитници, поставување на сообраќајни знаци на места каде е неопходно, изградба на објекти од јавен интерес, како банки и банкомати во секоја местна заедница, пошта, ресторан, здравствен дом. Целта на анкетата беше мотивирање и јакнење на улогата на жените и нивна информираност за надлежностите на општината. Воедно соработката со разни невладини организации и здруженија на граѓани помогна да се надминат некои слабости и да се подобрат услугите кон граѓаните, сослушани се нивните проблеми, пофалби и предлози. Онаму каде што општината или градоначалникот имаат ингеренции, ќе биде соодветно одговорено на нивните барања, потврдуваат од општина Ѓорче Петров. На состанокот беа присутни председателката на Националниот совет за родова рамноправност Савка Тодоровска, членови од Комисијата за родова еднаквост и представнички од општинската администрација. Општината Ѓорче Петров и Националниот совет за родова рамноправност имаат подпишано меморандум за соработка на почетокот на годинава со цел преку разни форми на соработка како размена на информации, учество на обуки и работилници и проекти да се придонесе кон вклучување на граѓаните за донесување на одлуки на локално ниво. Денеска во Скопје се одржа матурска парада. Подетална информација за ова следува подоцна во вестите.
Денеска и утре на плоштадот Филип II се одржува пролетен базар на домашни ракотворби. Целта на манифестацијата е во вистите овира и одржи традиционалното занаидческо производство, како и да се поттикне размината на искуства и знаење меѓу занаидчиите, зголемување на продажбата на занаидчиските производи и услуги и да се зголеми туристичката понуда преку представување на занаидчиството како бренд и символ на препознатливост на Скопје. Традиционален пролетен базар на домашни ракотворби се одржува денеска и утре на плоштадот Филип II во Скопје. Покровител на манифестацијата е град Скопје, а организатор е Занаидчиската комора Скопје. На овој дводневен настан ќе бидат презентирани различни занаети, нивното значење за квалитетот на живење на граѓаните и што би представувало човештвото без занаидчиството. Како дел од оваа манифестација ќе се промовираат изработките на накид од филигран и монистра, украси, рачни ракотворби, магично плетиво, изработки од камен, дрво и керамика, цртано стакло, како и изработка на слики од срма, а ќе има и креативна работилница. Посетителите на базарот имаат можност да погледнат и да купат интересни ракотворби како накид, парчиња облека, уметнички слики, филигран и друго. Во рамки на базарот ќе биде објавен и најавтентичен сувенир на град Скопје, избран од страна на комисија. Денеска дојдов со накид, претежно. Накид направен од полимерна глина, од полудраги камења, кожа, везени брошеви. Многу ни значат овие базари и треба да се организира почесто. Купуваат ли луѓето рачно изработен накид и што најчесто од накид купуваат? Различни предмети, нема закон, се зависи од базар на базар. Колку време вие учествувате на базарите? Веќе ова ми е трета година. Овие 3 години постои ли разлика во посетеноста на базарите? Дали се зголемува посетеноста и продажбата на рачно изработен накид? Некако не, се намалува. Од град Скопје информираат дека целта на овој настан е да се истакне важноста на занаидчиството и стопанството, средното стручно образование, практичната обука и стекнувањето вештини и компетенции, а со цел поттикнување на младите да се запишуваат во средните стручни училишта и да ги изучуваат занаидчиските занимања кои нудат перспектива и вработување. Воедно целта на манифестацијата е да се промовира и одржи традиционалното занаидчиско производство, како и да се поттикне размена на искуства и знаење меѓу занаидчиите, зголемување на продажбата на занаидчиските производи и услуги. На плоштадот Македонија денеска напладне се одржа 11-та матурска парада на која традиционално учениците кои го завршуваат средното образование танцуваат квадрил. Годинава танцуваа и матурантите од Струга, Охрид, Струмица и Гевгелија, а покрај традиционалното играње квадрил матурантите ја кажаа и за клетвата за ненасилство. Околу 1000 матуранти од 16 средни училишта од Скопје денеска напладна традиционално танцуваа квадрил на плоштадот Македонија и положија заклетва за ненасилство. Матурантите квадрил танцуваа со сини, а матурантките облечени во жолти маички на музиката од Штраусовата опера Лилјакот на приземен сигнал од Радио Словенија со посредство на македонското радио Радио Скопје. Градоначалникот на град Скопје Куце Трајановски порача дека со матурската парада учениците ќе се придружат на стотици и илјадници матуранти од повеќе европски градови и символично ќе се поврзат преку музиката, танцот и дружењето. Изрази надеж дека нивниот пример ќе го следат и идните генерации матуранти, не само што ќе ја продолжат традицијата, туку и ќе продолжат да ја пренесуваат пораката за мир и толеранција во светот. Пред вас стојат многу можности. Ви посакувам да ги искористите. Новите предизвици и искушенија кои искрено се надевам дека ќе успеете да ги совладате со својот младешки елан, енергија и ентузијазам. Вие, матурантите на средните училишта на град Скопје, давате свој значаен придонес во една повисока заедничка цел, а тоа е поставување на Гинисовиот рекорд.
Покровители на матурската парада 2017 се град Скопје и делегацијата на Европската унија во Скопје. Матурантите годинава танцуваа и салса на композицијата Shape of You. Парадата на матурантите почна да се организира во 2001 година во Љубљана, а во Македонија првпат се одржа во 2007 година во Скопје и во Охрид, во организација на Дирекцијата за култура и уметност на Скопје и танцовиот спортски клуб Ритам Плюс од Скопје. Годинава, освен матурантите од Скопје, танцуваа и матурантите од Струга, Охрид, Струмица и Гевгелија. Во вестите подоцна следува прилог за сајмот за деца и родители кој се одржува во Скопје Сити Мол. А во продолжение, со цел да се спречи ширењето на депресијата, матичните лекари во соработка со пациентите започнаа кампања под мотото Депресија, ајде да зборуваме. Сдруженијето на лекари по општа медицина апелира до пациентите кои се сомневаат дека страдаат од депресија да побараат помош кај својот матичен лекар и да почнат да разговараат за овој проблем, затоа што депресијата може да се излекува. Прашалник за самопроценка на депресија од денеска ќе пополнуваат пациентите кои ќе го посетат својот матичен лекар. Одговорите на прашањата ќе покажат дали кај пациентите постои психичко, социјално и професионално нарушување во континуитет од 2 недели. Станува збор за активност која Сдруженијето на лекари по општа медицина и семејна медицина ја спроведува во рамки на одбележувањето на 19 мај, Светски ден на семејните и општи лекари, кој годинава се одбележува под мотото Депресија, ајде да зборуваме. Целта е, посочуваат од Сдруженијето, да видиме дали ќе успееме да детектираме пациенти со знаци на депресија, а резултатот кој ќе го добиеме ќе ни укаже дали се работи за лесна, тешка депресија или депресија која има во своето навестување и суицидален карактер. Од Сдруженијето информираат дека пациентите кои се сомневаат дека страдаат од депресија треба да побараат помош кај својот матичен лекар и да почнат да разговараат за овој проблем, затоа што депресијата може да се лекува. Довербата која ја има пациентот во својот матичен лекар е еден од главните услови за рана детекција, препознавање, дијагностицирање и навремено лекување. Денеска на спортскиот рекреативен центар на АРМ во градскиот парк се одржаа 22-те спортски игри на пензионерите од Скопскиот регион. Во 11 дисциплини се надпреваруваа околу 300 пензионери од 9 скопски здруженија. Традиционално по 22 пат пензионерите од Скопскиот регион учествуваа во спортските игри за пензионери кои овој пат се одржаа на спортско-рекреативниот центар на АРМ во градскиот парк. Овие игри представуваат почеток на регионалните спортски пензионерски игри, на кои ќе се надпреваруваат сите здруженија на пензионери од сите 8 региони. Недобрите на овие надпревари ќе имаат можност да учествуваат и на Републичката олимпијада која ќе се одржи на 2 септември во Кучани. Денеска пензионерите се надпреваруваа во 11 дисциплини, како што се влечење на јаже, пикадо, домино, шах, трчање. А од оваа година новина во надпреварувањата се надпреварот во кошерка и шутирање во мали голови. Председателот на Сојузот на Сдруженијата на пензионери на Македонија, Драги Аргировски, истакна дека овие игри се од големо значење за дружење на лицата од третото доба. Ова е денеска почеток на регионалните спортски надпревари во Република Македонија, кои се 22 години една традиција на која учествуваат сите пензионери спортисти од првиот регион. Интерес има многу голем. Првпат во историјата на овие игри имаме сите здруженија ќе учествуваат на регионалните надпревари, а најдобрите, тој навистина треба да има голема сила, да има и знаење и среќа за да може да добијат шанса да учествуваат во борба за медали за златна, сребрна и бронзена. Во тие 11 дисциплини пензионерите навистина знаат и како се направуваат, многу се подготвуваат. Ми тоа по мене, па и по сите наши овие
анализи, многу значи и потоа Дружењето на пензионерите. Ѓорги Зарински, председателот на Сдруженијето на воени пензионери на Македонија, со своите 83 години редовно учествува на спортските надпревари за пензионери. Тој за Сдруженијето на воени пензионери вели дека иако е мало здружение, сепак е најорганизирано и најактивно. Ова здружение на 10 декември ќе прослави 25 години од формирањето и ќе ги прикажат резултатите постигнати во овие 25 години. Ја имам 83 години, учествувам секоја година и се такмичиме у пикадо. И сега, ево ја и он учествуваме заедно на овие игри. Резултати кои постигнуваме во однос на годините што имаме се завидни и не може да ни се мерат и некои здружение кои има и по-млади кадри, по-млади учесници. Ние сме мало здружение, али веома организирано, едно меѓу најдобрите во Република Македонија, а то можете да го видите по како се организирани овие терени. Иако сме мали, сме веома активни и секоја година учествуваме како на спортските надпреварувања, така и на ревите на песни, музика и игри. Многу подароци, надпревари и предизвици ќе бидат дел од овогодинишниот саем за деца и родители, кој од денеска до недела ќе се одржува во трговскиот центар Скопје Сити Мол. Саем за деца и родители ќе се одржи од денеска до недела во Скопје Сити Мол. Саемот ќе изобилува со богата програма која опфаќа многу активности за сите возрасти, а особено за најмладите. Предвидени се надпревари со многу подароци, тимски игри, предизвици, караоке, диско за деца и креативни работилници. Магионичар ќе ги забавува сите со своите трикови и ќе го доближи магичниот свет до децата. Тука е Kids Disco, каде што децата заедно со маскоти ќе се забавуваат на диско музика. Своето знаење ќе може да го покажат на филмски квиз со прашања од детските филмови, каде ќе се доделуваат бесплатни билети за кино, соопштуваат од трговскиот центар. Меѓу интересните случувања е и надпреварот на семејствата, каде што ќе се надпреваруваат семејство против семејство во извршување задачи како што се препознае го своето дете со врзани очи, најбрзо сложување на сложувалка. На надпревар пак за брзо повивање мажите ќе ги покажат своите татковски способности и ќе се надпреваруваат еден против друг, најавуваат организаторите на саемот. Компанијата VIP го збогати своето портфолио во фиксните услуги и го воведе пакетот VIP Combo Box, со кој корисниците го добиваат најдоброто решение за пристап до брз интернет и фиксна линија, дури и во најоддалечените места во Македонија. Со VIP Combo Box корисниците имаат можноста да изберат меѓу пакетите со 2, 3 или 4 услуги, со што ќе добијат неограничен интернет и неограничени разговори во фиксна и мобилна телефонија и до 50 ТВ канали по многу поволни цени. Најновиот производ на VIP Combo Box е совршен избор за сите корисници кои сакаат брз интернет и фиксна телефонија за својот дом, за сите оние кои летните денови ги поминуваат во викендички, како и оние кои имаат потреба од брз интернет на своето работно место. Со VIP Combo Box интернетот е достапен не само во урбаните, туку и во руралните средини, а едноставниот начин на приклучување и користење го прави овој производ уште поатрактивен. Во недела и понеделник делови од општините Карпош, Сарај и Зелениково ќе останат без напојување со електрична енергија. Регионалниот центар за управување со кризи информира дека во недела без електрична енергија во периодот од 11 часот и 30 минути до 13 часот и 30 минути ќе бидат дел од корисниците од улицата Скупи, лоцирани помеѓу објектите на Систина и Мебел Ацевски во општина Карпош. Во понеделник без електрична енергија во периодот од 9 до 11 часот ќе останат корисниците од улица Сарај во општина Сарај. Во периодот од 10 до 12 часот без струја ќе останат дел од корисниците од село Зелениково во општина Зелениково, а во периодот од 12 до 14 часот без струја ќе бидат корисниците од улицата 3 во село Пакушево, општина Зелениково. Утре ќе преовладува сончево и топло време со мала до умерена облачност и со пораст на дневната температура. Кон крајот на денот ќе има услови за локална појава на нестабилност. Температурата ќе се движи од 23 до 30 степени. Но влажен бран со врнежи од дожд се очекува в недела. Врнежите на повеќе места ќе бидат поројни и проследени со грмежи. Ќе дува повремено засилен северозападен ветер, што ќе услови повторно намалување на температурата за околу 5
до 7 степени и ќе се движи во интервал од 16 до 23 степени. МТМ Метео следува во продолжение. И уште една информација пред самиот крај. Во организација на градот Скопје и Детскиот културен центар Карпош од денеска до 21 мај во Скопје ќе се одржува 8-миот интернационален фестивал за класична гитара Тремоло. Надпреварот е за класична гитара за сите ученички, средношколски и студентски категории, како и мастер часови. Тоа беше се што ви подготвивме во издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието и имајте пријатен остаток од денот. Довидување.